Speaker, the President of the United States. Американскиот председател Доналд Трамп во обраќањето на заедничката седница на двата дома на Конгресот оцени дека состојбата на Унијата е силна. Трамп во неговиот прв говор за состојбата на нацијата рече дека од неговиот избор во земјата биле отворени 2.400.000 работни места и оти платите постојано се зголемуваат. This in fact is our new American moment. There has never been a better time to start living the American dream. 90-минутниот говор главно беше посветен на американските домашни прашања, како неопходноста од обнова на инфраструктурата во земјата, напорите за запирање на епидемијата со опијати во некои американски региони и реформата на имиграцијската политика. Но Трамп во дел од говорот се фокусираше и врз главните надворешно-политички предизвици со кои се соочуваат Соединетите држави. При тоа оцени дека Кина и Русија се ривали на кои Америка мора да им се спротистави со неспоредлива сила. Around the world we face rogue regimes, terrorist groups, and rivals like China and Russia that challenge our interests, our economy, and our values. In confronting these horrible dangers, we know that weakness is the surest path to conflict, and unmatched power is the surest means to our true and great defense. Тој исто така побара да бидат исправени, како што рече, фундаменталните недостатоци на нуклеарниот договор меѓу светските сили и Иран. Трамп се осврна и врз неодамнешните протести против режимот во Иран, додавајќи дека Америка стои зад иранскиот народ во нивната храбра борба за слобода. Трамп побара максимален притисок и врз Северна Кореја, нарекувајќи го режимот во Пјонкјанг за сурово диктаторство. Тој исто така објави дека потпишал наредба за натамошно функционирање на американскиот затвор Гвантанамо на Куба.